Бог да ја прости Фросина, нека е царство небесно. Денешна колумна требаше да биде триумф на нас граѓаните кои успеавме со протестот и со бојкотот да упатиме силна порака. За жал, загубивме пријателка, си замина, врсник, генерација, сограѓанин, млад човечки живот, кој на многу ефтин начин го загуби животот. Граѓаните протестираат, пријателите нејзини жалат, плачат. Знаеш, јас сум изгубил многу близок пријател на тие години, многу тешко се преболува. Многу тешко се преболува. До ден денеска кога ќе отидам на гробишта, мојот пријател кој го загубив Четириесет, 50 години, уште плачам. И сега некој ќе рече, со годините човек, знаеш, времето лечи се, ништо не лечи, се научуваме. Не жалиме затоа што изгубивме. Никогаш не сме изгубени. Како верник верувам во вечноста, верувам во Бог, верувам во вечен живот. И многу баба мисла кажа таткој, Боже, прости ми ја тагата. Затоа што ако си искрен верник, ако знаеш дека она е веќе во прегратките на Бога, а во прегратки на Бога е посигурна, посреќна, поисполнета, побесценета од што во било чии други. Незиниот живот овде на земјата заврши, она е веќе спасена преку незиното страдање. Но искушението да изгубиме неа е ние што ќе правиме и како ќе ги заштитиме нашите. Што ќе направиме ние, нашите идни генерации, нашите деца? Ништо да ви кажа. Ништо. Само барем ако ништо друго, кренавме глас. Се побунивме. До овде ние, од врски. На социјални мрежи можете да видите, нема да ја пуштам тука таа фотографија. Јас овдека имам еден белег. Да, олкав е белегот. Како дете ме прегази кола на улица Водњанска. Да скратам, ме однесо у болница, рано сабајле у 7:30 ме прегазува кола, или ме удира, како и да е. Немам баш јасна представа, или имам. 20 часа чекам да се одлучат што да прават со мене. После 20 часа се смилува да, иако не функционерско дете сум бил, рентген да не се троши, ми направиле и сватиле дека имам внатрешно крварење и сум умирал. До ден денеска се викам, може би Господ требаше да ме земе за оние страданија и маки што ги имав кога се будев од наркоза и она малтретирање и мрцварење во вашето златно здравство тогаш. Но преживеав. Живеав со еден белег кој можев со пластична да го тргнам и да бидам млад и нормален човек. Не сакав да заборавам кој сум, што ми се случило и го оставив до ден денеска. Ја на плажа кога ќе се соблечам сум како на каза, фрик, со олкав белег кој и расцветан и дебел, затоа што стомакот ми нарасна, ме ранеа со разноразни експериментални, тогаш не ни знаеа што требаше, имаше многу инфекции, не смеев, анафилактички шокови, 300 чуда и така натаму, пронизони се, дебелиш се, слабеш, пука раната, се собира раната. И јас на своја кожа знам што значи да те прегази некој, тогаш никога
Додека не се случија несреќи на некои мои пријатели, деца, ја немав чувство на омраза спрема крвникот. Колку знам, испадна на крај дека јас сум виновен, кој е човекот, што е, дали бил удба, судба или чудба, татко ми тајна ја однесе во гроб и благодарен сум му. Благодарен сум што не знам кој ме прегази и како помина тој. Затоа што друг ќе му суди. Што можеме ние да направиме? Драги пријатели, протестот граѓански е граѓански и тој го упатуваме до партии, до институции. Се сеќавате дека скоро имаше една изјава дека треба да се направи голема чистка од корумпирани суди. Се сеќавате кои адвокати, суди и правобранители излегоа против такво нешто, дека не било тоа коректно? Да се сетите на нив. Не, ја по име и презиме ги знам и немам намера да ве свестувам и да ви кажувам кои се тие. Вие знаете кои се тие и за кого работеле и што работеле. И колку децении наназад, за колку вакви случаи знаете дека се заташкани и така натаму. Што ќе добијам јас, вие, родителите, ако биде казнето момчето? Ништо. Ништо. Ситење у арена. Крв, утепајте го. Мене не ми значи ништо он како ќе помине у живот. Но, ако он биде соодветно казнет, да биде пример дека никогаш ниеден функционер партиски, ваков, таков или онаков, богаташ, сиромаш или ова или она, или врските од секретари од НАТО, од ваму, од таму, да не можат да му помогнат. Да не можат да му помогнат. Само така можеме да испратиме силна порака дека утре ќе се премисли 10 пати како ќе вози, што ќе вози. Несоодветно е сега кога оваа емисија е посветена на Фросина, за жал, велам, а не на онаа борба за наш стандард, и оној бојкот кај што ги шамаравме и покажавме дека ние граѓаните, дека ние преку глава. Морам да ги пребирам зборовите, и лесно ќе ми лизне и ќе отерам се у 3 лепе, крајно несоодветно. Значи, страшна чистка низ судовите. Сите оние европски, NGO, амбасадорски, партиски, кои викаат немојте, затоа што такви судии се посадени да ги бранат овие. 23-та законот, измените во кривичниот закон, се и последица на себе ова. Размислувајте. Не чекајте анализа од некој пришипленко. Читајте, размислувајте, разговарајте. Нема друг да ви ја заврши работата, дали сваќате народе. Ако ќутите, уште ќе има газење. Што е тоа, бе? Мочковци, бе. Легнал да вози. Ми се може. 200 на сат. Сите министри кои дојдоа наназад 30 години рекоа ќе прекинеме на партизанска да има трки. Не прекина, не може да ги прекина. Не може системот за наблюдување и за казнување да го најдат. А бе најдете го, бе, да нема врски, бе, да не може, да не знае. Овој народ не се плаши ни од ќотек, ни од затвор, ни од ништо, затоа што има врски, има пари. Плесни го по джебот, да видиш како ќе вози 20-30 на сат. Мојот син ми е пример за мене. Ја не го научив да вози, го научив инструктори. Ама таков е малце, како да ви кажам, не е мангуплукот, не му е цел. Они после 5, 6, 7 години од како зема дозвола, вози како да е на полагање. Знаете што се случува? Еднаш ме вози до на работа, човече, ќе не линчува. Зошто? Затоа што во секција кај што му стои 30 на сат, он спорува од 40 на 30
И позади колоната полудува, абе се закануваа двака со боксови доаѓаат. Јас се зачудив, викам, зошто идеш? Тато вика има 30. Викам, секоја ти чест како имаш нерви да го бидејќи јас сум динамичен возач. Ја може не летам 100 на сат низ град, ама знаеш, на 30-45, не, строго. Затоа нема една казна, затоа нема никаков проблеми, затоа има доволно фокус да внимава што да прави. Секому може булшит да му се деси. Секому може булшит да му се деси, но да си поднесе машки одговорност за сето тоа, а судот ќе утврди дали се дрогирал, дали бил пристоен, дали е сплет на случајности, дали... Ова е, брате, ние не можеме да живееме и да дишеме од Пришипјенковци, од Новолисиче, од Чаир, од Ѓорче, од Сарај, кој шизат од кај Драчево овде. Не знаеш, македонци, албанци, роми, кој да дојде до кола, тоа е комплекс невиден. Центарци, шизофренија, не можел брзо да вози, и му било гужва. И после гинат луѓе. Знаеш, десетина миленици ми имаат прегазено. И тоа највише овие приватно што џапаат и што се мангупира. Овие што се обезбедувања. Они, знаеш, ние сме обезбедувања, ние 10 такви паравојски ги имаме низ град. И они шизат, се нешто брзаат, они спашаваат светот. Казнувајте ги сериозно. Оти ако не ги казнувате сериозно, ние ќе ве казнеме сериозно вас. Бог да ја прости Фросина. Нека и е Царство Небесно, а на незиното семејство нека и даде утеха. Незините пријатели нека ја исплакат. Најтешко ви е. Знам како е кога ќе загубиш на тие години. Емоциите се пострашни, исти како родител. Но нека ви биде голема поука. Никогаш да не се однесувате, да не возите така, ако ќе застанете на пешачки, да не верувате ни на зелениот, ништо освен на своите две очи. Градов е смртоносна замка.